денешниот ден, изборен ден заврши во најдобар ред што се однесува до надлежностите на оваа комисија, односно јавните обвинителства низ државата. Освен еден случај по кој што беше известен надлежен јавен обвинител во основното јавно обвинителство Тетово од страна на сектор за внатрешни работи за повреда на тајноста на гласањето на еден од гласачите, други посериозни инциденти не се забележени во текот на денешниот ден. За случајот кој што ве информирам, значи за известувањето кој што беше поднесено од страна на сектор за внатрешни работи до основното јавно обвинителство Тетово во врска со повреда на тајноста на гласањето од страна на еден избирач по насока на јавен обвинител, одземен е мобилниот телефон од гласачот, најверојатно ќе предстои вештачење на истиот и зависно од исходот на вештачањето понатака ќе се постапи. Дозволете да ви известам исто така за одредени ситни инциденти кои што денеска се случија низ државата. Во територијата која што покрива основното јавно обвинителство Кочани, односно во една од селата од општината Чешиново Блешево, беше известен јавниот обвинител дека од страна на одредени лица се дистрибуира пропаганден материјал на еден од кандидатите за председател на државата, по насаки на јавниот обвинител од тоа основно јавно обвинителство. Излезено е на терен, излезени се екипите на сектор за внатрешни работи и Кочани во терен, утврден идентитетот на лицата, разговарање со нив за текот на тамошната постапка ќе бидете исто така известени. Исто така во текот на денот од страна на сектор за внатрешни работи Скопје известено основното јавно обвинителство Скопје дека во територија на општина Ѓорче Петров има комбе кое што кружи низ територијата на општина Ѓорче Петров, поготово во една од уличките од таа општина, и истото дека преку разглас повикува на бојкот на изборите. Дадени се насоки од страна на основниот јавен обвинител да се излезе на терен, се со цел за да се утврдат идентитетот на лицата кои што тоа го сториле, меѓутоа постознанијата кои што ги добивме од лицата од Министерството за внатрешни работи до такве комбе не затекнале во таа територија и немало сведоци кои што бија потврдиле изјавата од одредени лица. Во текот на денот во електронската пошта која што беше објавена за пријавување на нерегуларности поврзани со изборите од една политичка партија, до кај нас има поднесок дека едно лице од избирачки одбор надвор од избирачко место дава информации на одредени лица за бројот на излезени граѓани кои што го оствариле правото на гласање. Дадени се насоки исто така и за овој случај до основниот јавен обвинител кој го покрива тоа избирачко место, за да се обават разговори со лицето кое што е потенцирано и доколку се утврди дека има елементи на сторење на кривично дело, секако дека ќе се преземат действија. Генерално можам да заклучам дека овој изборен ден, овој изборен циклус, од почетокот на изборниот циклус, значи од почетокот на кампањата, заклучно со денешниот ден, со првиот круг од изборите, можам да заклучам дека поминал во најдобар можен ред. Изборите беа мирни, демократски. Очекуваме дека и за време на предстојниот период до вториот изборен ден, круг, која ќе имаме претседателски избори, исто така ќе се одвиваат во ваква атмосфера како што беа досега. Секако ние како комисија и како јавно обвинителство будно ќе ги следиме сите активности поврзани со изборите, се до целосно заокружување на изборниот процес. Какви активности случуваат во студентични каде е една да било да кој имало клучето било да отвори вратата за да се отвори избирачко место? Треба да се утврди дали конкретното лице кое што го посочувате навистина е така дека истиот него отклучил местото каде што требало да се извршат денесните изборни активности, односно гласањето. За сега до
Сектор за внатрешни работи Скопје, односно и до обвинителството не е пријавен таков настан, доколку има таков настан и доколку се утврди дека има вина кај лицето кој што вие го посочувате, секако дека ќе бидат превземени активности.